Јас сум професор по биологија, Ружица Момич, вработена во Средното училиште на град Скопје Ѓорги Димитров. А наставната единица што денеска ќе обработиме е од 3-та година гимназиско образование. Наставната единица е типови и градба на крвни садови. Цели на часот. Да умеете да ги наведете типовите на крвни садови, да ги разликувате типовите на крвни садови и да ја објасните нивната градба и функција. Да го објасните движењето на крвта преку малиот и големиот крвоток. Да наведете превентивни заштитни мерки на крвните садови од нарушување на нивната градба и функција како предуслов за здравјето на човекот. На овој слайд прикажани се крвните садови, односно артериите, вените и капиларите, за кои што ќе зборуваме во текот на часот. Значи, видови на крвни садови се артерии, кои излегуваат од срцето, вени, кои влегуваат во срцето, и крвни капилари, кои ги поврзуваат артериите и вените преку капиларната мрежа. За да зборуваме за типови на крвни садови, неопходно е да се подсетиме што представува кардиоваскуларниот систем, односно крвоносниот систем. Тој е затворен систем од крвни садови низ кои постојано тече крв, како резултат на разликата на притисоците што се јавува во текот на работата на срцето. Кардиоваскуларниот систем е израден од срце како орган која пумпа крвта низ крвните садови и крвни садови, артерии, вени и капилари, и токму поради тоа крвоносниот систем се означува уште и како транспортен систем. Особини на крвните садови. Тоа е еластичноста, која овозможува одржување на нормален крвен притисок, контракција и тоа вазоконстрикција, стеснување на крвните садови и вазодилатација, ширење на крвните садови. Овој процес е под контрола на автономниот нервен систем, односно вегетативниот нервен систем, што работи надвор од нашата волја и е резултат од низа внатрешни и надворешни влијанија. Сега ќе зборуваме за карактеристики во градбата на крвните садови, односно да ја уочиме разликата и сличноста помеѓу артериите, вените и крвните капилари. Артериите се крвни садови што изнесуваат крвта од срцето. Изградени се од 3 слоја. Надворешен слој од сврзно ткиво, среден слој израден од подебел слој на мазни мускули, кои му даваат поголема еластичност на крвниот сад, внатрешен слој кој е представен со еднослоен плочест епител ендотел. Тоа можеме да го видиме на оваа слика, каде што, еве со стрелката покажуваме дека надворешниот слој е слојот од сврзно ткиво, кој што ги прекрепува артериите за околното ткиво. Средишниот слој од мазното мускулно ткиво, кој што е прилично дебело и еластично, и внатрешниот слој на артеријата кој што е обложен со еднослоен плочест епител. Оваа стрелка го покажува правецот на движење на крвта во артериите од срцето кон периферијата. Најголема артерија е аортата, а крвта во артериите се движи активно. Вените се крвни садови што ја враќаат крвта во срцето. Изградени се слично како и артериите од сврзно и мазно мускулно ткиво. Ѕидовите се тенки и се помалку еластични од артериските ѕидови, обложени со еднослоен плочест епител. Вените се со поголем диаметар, а крвта во нив се движи пасивно, односно побавно. Во ѕидот на големите вени се наоѓаат заристоци, односно клапи, кои ја насочуваат крвта кон срцето да не се враќа назад. Сето тоа можеме да го погледнеме на оваа слика за венскиот крвен сад. Значи, надвор со стрелката покажуваме сврзното ткиво, потоа мускулното ткиво во средината, кое што е многу потенко и нееластично во однос на артериите. Внатрешноста на вената е исто така исполнет со еднослоен плочест епител,
а овдека ги забележуваме валвулата, односно залистоците, бидејќи овдека е представен поголем крвен сад. Стрелката, што сега во моментов ја покажувам, го објаснува движењето на крвта во вените кон срцето. Големи венски садови се горната и долната шуплива вена, кои се вливаат во десната предкомора. За разлика од артериите и вените, крвните капилари се изградени само од еднослоен плочест епител, односно ендотел. Тоа се најтенки крвни садови со најмал диаметар, од 5 до 25 микрометри. Тие ги поврзуваат најмалите артериски и венски садови, а меѓу нив нема јасна граница. Тоа можеме да го видиме на следнава слика, каде што еве со стрелката покажуваме дека венската и капиларната артериска мрежа се испреплетуваат. Во нив крвта поминува бавно, со што се овозможува преминување на молекулите од крвта во меѓуклеточната течност и обратно. Откако се запознавме со градбата на крвните садови, сега да видиме која е нивната улога. Вените носат крв сиромашна со кислород, редуцирана крв, односно богата со јаглероден диоксид. Тие ја носат крвта од целото тело во десната предкомора на срцето. Исклучок се 4 белодробни вени кои спроведуваат крв богата со кислород од белите дробови до левата предкомора на срцето. Артериите пак носат крв богата со кислород, односно оксидирана крв. Тие ја спроведуваат крвта до сите делови на телото, до секоја клетка. Исклучок е белодробната артерија, која спроведува крв богата со јаглероден диоксид од срцето до белите дробови. Капиларите пак вршат размена на материи, а размената на ниво на крвните капилари е ефикасна, бидејќи ѕидот на капиларите е тенок, а протокот на крвта е бавен. Откако се запознавме со градбата и улогата на крвните садови, сега да видиме циркулација на крв низ крвните садови. Таа се овозможува преку малиот и големиот крвоток. Малиот крвоток започнува од десната комора на срцето до белите дробови, каде крвта се оксидира, а потоа влегува во левата предкомора на срцето. Токму поради тоа, малиот крвоток се означува уште и како белодробен крвоток. Големиот крвоток започнува од левата комора на срцето до сите делови на телото, односно сите клетки во телото ги снабдува со крв, а потоа преку вените до десната предкомора на срцето. Затоа, големиот крвоток се означува и како телесен крвоток. Тоа можеме да го видиме на оваа слика, каде што со стрелката го покажувам. Малиот крвоток, односно белодробниот крвоток, и големиот крвоток, односно телесниот крвоток. Ова ќе можете подобро да го погледнете на следнава анимација. Значи, крвта богата со јаглероден диоксид, која доаѓа преку горната и долната шуплива вена, се пренесува преку десната предкомора во десната комора. Оттаму, крвта поминува преку белодробните артерии до белите дробови, каде што се оксигенира, односно се збогатува со кислород. Така збогатена со кислород, крвта преку белодробните вени и левата предкомора се донесува до левата комора. Оттаму пак, преку најголемиот крвен сад аорта, крвта се пренесува преку артериските крвни садови до целото тело и се снабдува со храна и кислород. Како резултат на клеточното дишање се ослободува јаглероден диоксид, кој што преку венската циркулација се транспортира до горната и долната шуплива вена. На тој начин се оформува малиот и големиот крвоток. Значи, малиот крвоток започнува од горната долна шуплива вена до белите дробови,
тука крвта се прочистува и потоа како чиста крв се носи низ целото тело, а потоа преку венската циркулација се собира јаглеродниот диоксид до горната и долната шуплива вена. На овој слайд прикажаме малиот и големиот крвоток, а од сето ова можеме да заклучиме дека низ десната половина од срцето поминува редуцирана крв, богата со јаглероден диоксид, а низ левата половина од срцето поминува оксидирана крв, богата со кислород. Од сето ова можеме да дојдеме до соодветниот заклучок за значењето на крвните садови, а тоа е транспорт на храна и кислород до ткивата и транспорт на непотребните материи и јаглеродниот диоксид. Откако се запознавме со градбата и типовите на крвни садови, треба да потенцираме дека е важна превенцијата, односно заштитата на крвните садови од нарушување на нивната градба и функција. Тоа пред се зависи од животниот стил и здравите животни навики. Тука би ја истакнале редовната контрола на крвниот притисок, односно мерење на притисокот и неговото одржување во нормални вредности, посебно кај луѓе кои што веќе имаат индиција за тоа. Правилна исхрана, според пирамидата на исхрана, за да се избегне таложење на плак, наслаги и холестерол на крвните садови. Умерена, континуирана физичка активност, според возраста, кондицијата и здравствената состојба, избегнување на алкохол, дрога и никотин, злоупотреба на супстанции и додатоци во исхраната кои имаат негативно влијание на кардиоваскуларниот систем. Одржување на оптималната телесна тежина за да не се оптерети работата на срцето, а со тоа и притисокот во крвните садови, при што ќе дојде до нарушување на нивната градба и функција. Од сето ова досега изложено можеме да заклучиме дека одржувањето на квалитетот на крвните садови е добар предуслов за целокупното здравје на организмот, кој започнува во континуитет од најмала возраст во текот на целиот живот. Со ова би ја завршила презентацијата и овој слайд фактички ни објаснува дека здравјето на нашите крвни садови зависи пред се од правилниот начин на исхрана, физичката активност, која што чекор по чекор ќе не донесе до нашето целокупно здравје. Благодарам на вниманието и се надевам дека ова ќе ви помогне во изучување на наставната единица и примена на вашите стекнати знаења во текот на вашето секојдневие. Благодарам.